Власта можела да набави антиковид вакцини уште минатата година, но не го сторила тоа. По министерката Шекеринска, сега и министерот за здравство Филипче вели дека не сакале граѓаните да бидат дел од клиничка студија со вакцини кои не се потврдени како безбедни и немале сертификат. Изјавата на министерката Шекеринска беше извадена од контекст, тоа што Радмила го каже, всушност дека не сакавме да пристапиме во ниту една трета фаза од клиничките испитувања и апсолутно го делам ставот дека тоа не треба да се направи. Треба да завршат процесите како што заврши и после соодветните сертификати од сите регулаторни тела, кога е потврдено дека е вакцината безбедна, тогаш да се употреби кај нас. Проблем има и со дистрибуцијата преку ковакс механизмот, признава Филипче. За жал се уште го немаме одговорот од ковакс механизмот, беше најавен за вчера, го чекавме во текот на целиот ден, верувам дека денеска ќе имаме некакви информации и во завршна фаза се разговорите за кинеската вакцина. Сепак надлежните се оптимисти дека имунизацијата ќе стартува во февруари. Инаку Македонија остана последна во окружувањето каде вакцинацијата против COVID-19 се уште не е почната. Први вакцините ги добија граѓаните на Србија, а веднаш по нив и Грција и Бугарија каде вакцинацијата почна пред новата година. И Албанија успеа да добие символична доза од близу 1000 вакцини на Pfizer. По бројот на вакцинирано население предничи Србија, каде веќе се стигнати 1,1 милиони дози од 3 производители: американската Pfizer, руската Спутник и кинеската Синофарм.